на времето и на важноста на документите. Оти мислам дека навистина, ако се анализираат уставни амандмани и се оценат како неприфатливи, најверојатно дека нема потреба се анализираат законските амандмани. Во врска со уставните амандмани, ќе се задржам на две работи. На преамбулата и на уште на една работа, а тоа е дека во член 78 Собранието ќе основа комитет за односи меѓу заедници. Има многу работи што се неприфатливи. Во член 7 за втор јазик, во член 19, во член 69 консензуална демократија, во 86 кај што се воведува клуч, член 109 со клуч, член 114 со клуч, што значи консензуална демократија, и член 131 во кој што се уредуваат начините на кои што се менјава уставот. Меѓутоа мислам дека зборував за консензуалната демократија и мислам дека нема потреба да ве оптеретувам толку многу. Оти претпоставам дека и некои други пратеници ќе ги анализираат овие моменти. Само ќе се задржам на овие две, што ги спомнав, и дека едноставно сметам дека претходните веќе ги спомнав и нафрлив своја размислување за нив. Преамбула на Република Македонија, односно на Уставот на Република Македонија. Јас ќе ја прочитам преамбулата и понатака, после тоа ќе го прочитам текстот како сега треба да гласи преамбулата. Значи, прво преамбулата во Уставот на Република Македонија. Тргнувајќи од историското, културно, духовно и државно наследство на македонскиот народ и неговата вековна борба за национална и социјална слобода и создавање на своја држава. И сега ќе ги прескокнам тие некои работи кои што сметам дека се небитни, за тука да се потенцираат, иако сметам дека преамбулата збор до збор е слово како Библија, барем за мене. Иако многу мислат дека не треба така да се гледа уставот, дека тоа е променлива категорија, дека тоа е нешто што може да се модификува како ќе дувне ветерот. Ја мислам дека цврстината на една држава се гледа по тоа колку е цврст односот кон уставот. Оти американскиот устав, иако е несоодветна споредбата, има 213 години од своје донесување, нема повеќе од 20 и нешто амандмани. А ние имаме сега пакетот над 30 амандмани само во овој круг. И уште еден дел е битен. Историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на македонски народ, во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со албанците, турците, властите, ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија. Гледајте, ја не мислам дека овој текст дискриминира некој. Плюс тоа, нема правно дејство. Има историско објаснување. Овој дел од текстот кажува дека ние, шака луѓе, последен народ во Европа, сме се собрале, сме имале тешкоти 10 века, 20 века, кој од каде сака нека смета, и сме направиле собствена држава. Таа преамбула не ве негира вас позади што седите, господа албанци. Ве пишува. Меѓутоа, ја кажува основата на нашите залагања.
на десетици генерации. А денешнава преамбула, односно наредната, ако го усвоите тоа што е предложено, ќе гласи: граѓаните на Република Македонија, превземајќи одговорност за сегашноста и днината на татковината, свесни и благодарни на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање на самостојна и суверена држава Македонија и одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на се што е вредно и богато од богатото културно наследство и соживотот во Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро, бла, 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 бла. Кај е тука македонскиот народ? Кој може да гласа за ова? Господин Црвенковски, ја не знам, сакам да ви честитам на храброста што ја искажувате во вашето говорење пред македонскиот парламент. Оти вие вака глад да кажете сите дека ќе гласате и око да не ви трепне, мене не ми е јасно. Како можете да превземете ваква одговорност? Се однесува тоа и на сите други противници. Не е во прашање тоа што ја не сум демократ, па не ми се допаѓа дека некој друг постои во Македонија. Тоа е верифицирано со оригиналната преамбула, преамбулата на македонскиот устав. Запишани се заедниците, освен можеби што се србите испуштени, што може да се дополни со амандман. Па сега ќе кажат тука уставни експерти, не постои устав од ваков тип во Европа, освен уставот на Словачка. Дека тој одразува закоравен начин на кој што се представуваат нештата, дека никој во уставите не се представува како народ. Меѓутоа, јас и понатака сум убеден дека едноставно ние имаме право како народ да се напишеме во уставот. А верувајте ми, ако ние не се напишеме во уставот, ни бугарите, ни грците, ни србите, ни албанците нема да не напишат. И во мои разговори со неколку дипломати, апсолутно јасно им е зошто нашата гордост и нашата тешкотија да се согласиме да се брише македонскиот народ од преамбулата. И јас сега не сакам да навлегувам во хипотези од типот на светски заговор, од типот на писанијата на Никола Николов, дека постои заговор против македонците. Оти тоа би ми изгледало премногу голема работа за светските сили, за воено-индустријските комплекси, за големите банкарски семејства, да тие се занимаваат со тоа да не избришат нас како држава. Односно, бидејќи сакаат да не остават како држава, нас како народ. Меѓутоа, никако не ми оди во глава ние самите да се избришеме. Некои амандмани се прифатливи. За некои од нив ќе дискутираме, некои сигурно ќе бидат усвоени. Меѓутоа, да прифатам амандман, да се избришам, ја во најмала рака немам пренесено од граѓаните такво овластување. Ако утре македонскиот народ на референдум излезе и каже ние се бришеме од уставот, а тоа е еден од единствените документи во кои што нас не пишува, кои што се верифицирани од државата, освен учебници на поединци или на, ако сакате наречете ги авантуристи, па каде ќе постоиме ние? На ова треба да се согласат и пратениците албанци, да сватат дека ние не можеме да се избришеме од уставот.